Последни вести денеска, добро вечер. Жилава борба за стандардот на граѓаните, најави Мицкоски од 80-тиот партиски конгрес на ВМРО-ДПМН, на кој што едногласно беше реизбран. Ова е негов последен мандат на чело на ВМРО-ДПМН. На конгресот беше донесена и стратегијата Македонија 2030, која ја нарече национален патоказ, рамка која што ја стабилизира и ја европеизира државата. Тој најави реструктурирање на партијата во следните 6 месеци од извршен до општинските комитети. Зборуваше и околу идниот наследник на лидерската функција во ВМРО-ДПМН, кој мисли дека функцијата се наследува заради блискост, со плетење мрежи и со неконзистентност греши, истакна Мицкоски. Тоа ќе биде човек што знае да ја носи тежината на Македонија. Во однос на ЕУ, тој изјави дека Софија треба да одлучи дали сака билатерални разговори или разговори со Брисел. Мора да се почитуваат пресудите од Страсбур и нашиот идентитет, посочи меѓу другото Мицкоски во завршниот говор на Конгресот. Она што им припаѓа на македонците од другата страна на границата во Пиринска Македонија. А тоа е ни помалку ни повеќе доследна примена на сите досегашни пресуди на Судот за човекови права во Страсбур. Ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. Затоа сметам дека Македонија мора да направи решение кое ќе спречи идни предавства и кое ќе ги исцрта црвените линии, но на начин на кој нема да може некој нов трговец од Горни Милановац или хирург од Дубај да ги прекрши држејќи ја раката на срцето. Во серијалот Бомби 2 на СДСМ на удар денеска семејна фирма на директорот на Созара. Томовски вели тоа се лаги и дека нема никаков удел во посочената компанија. Најави тужба за СДСМ ако не се извинат. Од Бихачка пак реплицира дека нема да се извинат и ќе продолжат да објавуваат нови детали. Семејна фирма на директорот на Созар Ивица Томовски добила 161 тендер во вредност од околу 5,5 милиони евра, обвинуваат од антикорупцијскиот тим на СДСМ во рамки на така наречените Бомби 2.0. Од опозицијската партија велат дека допрва ќе откријат и каде точно, освен во джебовите на фамилијата Томовски, завршувале парите од тендерите. Со доаѓањето на ДПМН на власт, семејната фирма на Томовски ја зголемила својата деловна дејност за 306%. И тоа само во 2024 година. Случајно, нели, им тргнало чистењето на буџетот. Само ова, 2025 година, фирмата добила 10 тендери, од речиси половина милион евра. Сопственикот на Сити Логистик во моментот кога е основана е Витомир Томовски од Струга, татко на Ивица Томовски, а управител е Слободан Кутановски, нивен близок роднина. Потоа се менува името на фирмата City Outsourcing. Иста адреса, ист единствен матичен број на субјект, само со друго име. СДСМ изнесуваат невистини, посочената компанија не била негова, а во моментов нема никаква приватна фирма, вели Томовски во одговорот за Канал 5. Вистината за случајот е следна. Посочената компанија не е моја, ниту пак имам било каков удел во нејзе. Јас во моментов немам никаква приватна компанија и единствено сум насочен кон мојата работа како директор на СОЗР. Целиот мој живот работам честно и одговорно и така и ќе продолжам. СДС ќе мора да се извини поради изнесените клевети, во спротивно ќе поднесам тужба пред надлежните органи. Вели Томовски, инаку Бомбите 2.0 кои ги најави председателот на СДСМ Венко Филипче ќе се објавуваат по анализи од антикорупцијскиот тим формиран од експерти и млади истражувачи во рамки на партијата, кои ќе ги анализираат документите и ќе поднесуваат пријави до домашните и меѓународните институции.
Двојно е намален бројот на сообраќајните незгоди во Скопје откако почна да функционира системот Безбеден град, велат од брзата помош. Во просекот во едно деноноќе се движат од 4 до 5 сообраќајни незгоди, а додека претходно имавме до 8 беа негдека во просек. Меѓутоа морам да нагласам дека имаме се сообраќајните незгоди се со полесни телесни повреди, за разлика од претходно, каде што во една смена дури имавме по 6 повредени пешаци, сега пешаците дали по еден имаме или немаме воопшто во смена. Тоа беше се по вечерните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.